Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денеска во Штип организираше инфоден за програмата Еразмус плюс. Сонја Николова од Оделението за образование во општина Штип вели дека на денешниот инфоден присуствуваа наставници и представници од 5 основни, 4 средни училишта и од детските градинки, со цел да слушнат и да бидат информирани за можностите кои им ги дава програмата Еразмус плюс. Целта ни е да се запознаат сите субјекти кои што можат да аплицираат на ваквите програми, односно насловена како токму оваа насловена како Еразмус плюс програма, која што предвидува една убава, финансиска поддршка, станува збор за грантови во износ од 7 милиони евра. За разлика од претходната, односно 2016 година, кога проектите, финансиската поддршка на проектите изнесуваше 4,5 милиони евра. Николова истакна дека на денешниот инфоден на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност своја презентација има и Советот на млади на општина Штип, кој досега имаат реализирано неколку проекти токму преку Еразмус плюс програмата. За наредната година наставниците училиштата ќе можат да аплицираат проекти во вредност од 7 милиони евра. Грантовите ќе бидат доделени на две нивоа. И тоа, првата можност ќе биде прво за унапредување и професионален развој на наставници, за кои што директно сме ние заинтересирани како Оделение за образование да ја дадеме една целосна поддршка на основните и средните училишта, на наставниците. И вториот дел, средствата се наменети за проекти за стратешко партнерство, во кое што учество ќе има еден субјект од градот, например едно училиште, со две училишта, например, од другите држави кои што се членки на Европската унија. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност вакви инфоденови за програмата Еразмус плюс ќе организира и во други општини во земјава.